Нема систем, системот е урнисан. Некои и имаат пари па се иселуваат. Зошто? Затоа што не гледаат иднина во оваа држава. И затоа бегаат луѓето. Тоа мора да го промениме на 24 април и после тоа на 8 мај да го верифицираме. Затоа што Македонија тоа го заслужуваат сите граѓани на државата. Тоа го заслужува и Пекчево. Пекчево не смее да остане црна дупка на истокот. Пекчево мора да биде поврзано со сериозни инфраструктурни проекти. Мора да има квалитетни инфраструктурни проекти. Затоа во нашата програма предвидуваме целосна реконструкција на патот од Делчево до Пекчево. Предвидуваме целосна реконструкција на влезот на Пекчево од Делчево. Предвидуваме изградба на цел, односно нов пат до село Панчарево. И тоа ќе го реализираме, ставено е во програма. Се сведува на тоа како живеат граѓаните. И затоа општина Пекчево дополнително ќе се развива, Пекчево ќе биде гордо, Пекчево повторно ќе биде ваше. Исто како што и Македонија ќе биде горда, и Македонија ќе биде ваша. Луѓето се обединуваат околу промените, луѓето ќе го дадат својот глас за промените, а потоа доаѓа потешкиот дел, бидејќи ќе треба сето она кое што го изгубивме во изминативе 6,5 години да го надоместиме, да го исправиме, да ја трансформираме Македонија, да ја направиме повторно горда и да ја направиме повторно твоја. Тоа е она кое што треба да се случи во периодот кој што следи. Очекуваме и тука голема победа. Треба да биде историска таа победа, затоа што бркаме историски резултат 61 пратеник во македонскиот парламент. Многумина сакаат, за да дефокусираат јавноста, да ги извртат моите зборови и да ги извртат оние барања кои што ги имам и тезата за 61 пратеник, дека сум бил антиалбанец и така натаму. Не сум јас антиалбанец, јас сум антикриминалците во Демократската унија за интеграција, како Али Ахмети, Артан Груби и сличните. Кога велиме за 61 пратеник се бориме и бараме 61 пратеник, мислиме да имаме стабилна влада, влада која што ќе ја трансформира Македонија, влада која што ќе ги исправи сите оние погрешни политики изминати од 6,5 години и од Македонија ќе направи пристојна европска држава. Овие 6,5 години создадоа артаноиден режим. Така функционираат они, по принципот на артаноидниот режим. И затоа треба да се испречиме овој пат. Нити план имаат, нити програма, ниту пак имаат визија како понатаму. Освен тие неколкумина кои што треба да се богатат и да ја уништуваат Македонија. Затоа, браќи и сестри, е многу важно во периодот кој што следи оваа порака на национално единство која што ја промовираме, да ја расемениме на секаде низ Македонија. Да ја расемениме по цело Пекчево, по цела Малешевија и Пијанец, по цела изборна единица 3, по цела источна Македонија, централна, западна, северна, јужна, за национално обединување конечно после повеќе од 3 децении порази. Ве молам да излеземе масовно, да го заокружиме бројот 2 за идниот претседател Гордана Силјановска Давкова, за ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија и да ја градиме Македонија и трансформираме онака како што ние сакаме. Ви благодарам.